Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, со сета почит кон вас, меѓутоа на почетокот од моето излагање, кое што ќе се потрудам да не биде повторување со претходните колеги во интерес на времето, морам да дадам една забелешка за министерот Бочварски, кој што за еден ваков исклучително важен закон требаше денес да е овде во Собранието на Република Македонија, уште повеќе имајќи го во предвид фактот што веќе скоро месец дена, можеби и нешто повеќе наназад, цело време го повикува Собранието, сакајќи вината за застојот во изведбата на овој автопат да ја префрли на Собранието на Република Македонија, дека законот се уште не е ставен на комисиска расправа. Меѓутоа денес еве го на комисиска расправа, при тоа сакам да образложам зошто до сега не беше, заради тоа што Собранието на Република Македонија, имајќи ги во предвид изборите локални кои што ги имавме во државата, не функционираше, односно не работеше, а при тоа не може министерот и Министерство за транспорт и врски и владата на Република Македонија да се амнестира од своето неработење, заради тоа што на 30 јуни годинава заврши вториот рок за завршување на изградбата автопатот Кичево-Охрид, кој што малтене се гради од 2014 година, а овој закон за продолжување на рокот од страна на Министерството во Собранието на Република Македонија е испратен на 1.9.2021 година. Така да, најмалку што требаше да направи денес Бочварски да беше овде и да кажи зошто всушност е ова пролонгирање, односно која е потребата од потпишување на 5-ти анекс за реализација на овој автопат. Почитувани, значи, со продолжувањето на овој рок за изведба, кинезите, односно кинеската фирма која што го изведува автопатот, ќе има точно 3531 ден од денот кога почнале да ги градат овие 57 километри, колку што се долги сите делници помеѓу двата града Охрид-Кичево. Како што кажав на почетокот, изградбата започна 2014 година, а ако го земеме во предвид новото пролонгирање и ако пресметаме, може да видиме дека со новото пролонгирање еден километар од овој автопат ќе се гради 60 дена, односно 2 месеци, што е нешто ненормално или невидено досега. Владата должи објаснување зошто е ова забавување, односно зошто е неработењето на овој автопат. При тоа, заради тоа што ветувавте дека ќе изградите во вашиот 4 годишен мандат 600 километри, а немате изградено ни 60 метри. Меѓутоа, еден од проблемите кој што беше појавен во изминатиот период помеѓу изведувачот Синохидро и владата на Република Македонија беше проблемот кој што беше кажан дека постои, односно усогласувањето помеѓу владата и изведувачот. Имено владата нели бараше да се довршува делница по делница и делница по делница да биде пуштена во употреба, изведувачот не се согласуваше со ова. И во овој предлог закон кој што денес го имаме пред нас, да се предвидува продолжување на рокот на изведба, меѓутоа немате дадено никакво објаснување како се планира да биде темпото на изведба и на пуштање во употреба на оваа делница. Заради тоа што во анексот на договорот вакви детали нема, меѓутоа во договорот кој што постоеше стои дека до 10 секој месец до јавното претпријатие за државни патишта треба да се презентираат и да се даваат редовни месечни извештаи за извршените работи. Па, господине заменик министер, имајте го во предвид ова, сигурно знаете зошто нема градежни активности на овој автопат и кој е темпото кој што го очекувате да биде во наредниот период и која е усогласеноста, односно што е договорено помеѓу владата и изведувачот, односно како ќе оди работата, која траса па ќе биде прва, па која наредна и дали ќе се пушта траса по траса во употреба. Господине заменик министер, ова ќе биде, како што спомна и колегата Бојан, најскапиот автопат во светот најверојатно и во најсиромашната земја.
и ќе ги чини граѓаните на Република Македонија 10 милиони евра, имајќи го во предвид фактот што сумата која што беше на почетокот, владата на СДСМ, односно министерот за транспорт и врски Сугарески, ја зголеми речиси двојно. Овде нема оправдување заради тоа што падна во вода овие години сите обвинувања кои што ги користеше Социјалдемократскиот сојуз кон ВМРО ДПМН, односно не се проектирани клучки, не се проектирани клучки, не се проектирани клучки, беше една терминологија која што беше секојдневно користена, се со цел лагата да стане вистина, односно да се наметне тоа кај граѓаните, и за жал во еден период успеавте во тоа. Меѓутоа, сето тоа го поби токму сегашниот актуелниот министер за транспорт и врски Почварски, кој на 5.11.2019 година на емисија 24 анализа истакна дека трасата на патот Кичево-Охрид не била промашена, ами тоа било терминологија која СДСМ ја користела во предизборен период, односно да преведиме, која користела за собирање на политички поени и нормално за лажно обвинување на функционери на ВМРО ДПМН, кои, почитувани колеги, почитувана јавност, благодарение на оваа терминологија на Социјалдемократскиот сојуз, уште се влечат по судови и во ова наше независно судство. Ова независно судство нормално во наводници го мислам, а тоа е терминологијата која што ја измисли Зоран Заев, човекот кој што е на чело на ова наше независно судство во Република Македонија веќе 5 години. При тоа морам да нагласам дека кога СДСМ дојде на власт, 60% од автопатот веќе беше готов, меѓутоа за жал во овие 5 години немат изградено ни 1 километар, беа малтретирани и изведувачите. Цело време се одолговлекуваше заради тоа што во предизборието пред да дојдете на власт сакаа да се прикажат некакви криминали, непостоечки криминали помеѓу тогашната влада и изведувачот кинеската фирма, па во собранието на Република Македонија со денови имавме дебати зошто е избрана токму таа фирма, кинеска фирма да работи во Република Македонија на автопатите, иако условите кои што ги нудеа и банките беа најповолни и изведувачот. Меѓутоа, овие лаги ве гледаме по неколку години паднаа во вода, се одолговлекуваше, меѓутоа мора да почне да се продолжи со работа. Заклучокот е дека после 5 години лагата е обелоденета, не го раскина договорот ова влада со изведувачот, имено добро е да се нагласи дека истиот изведувач продолжува да работи на оваа траса и овој анекс е токму со истиот изведувач. Како и да е, редно е да се продолжи со работа. На терен секојдневно се гледа дека нема ниту машина, нема ниту работник. Нема потреба се уште од влаги пласирање, заради тоа што граѓаните тоа секојдневно го гледаат. Сведоци сме сите дека е исклучително небезбедно возењето по овој пат, така да апелирам министерот на вистина да си земе обврска и конечно Министерството за транспорт и врски да почне да подработува нешто после 5 години. Благодарам.